Можеме? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, целта на денешната пресконференција е да ви информираме до кое дереđe е дојдено прилепското здравство. Имено, паралелно со процесот на колапсот и распаѓањето на здравството во Република Македонија, за кое што СДСМ континуирано предупредува, пред неколку денови, благодарение на индолентниот однос и неспособноста на менаџерскиот тим на болницата во Прилеп, го вратија здравството во Прилеп 40 години неназад. И тоа официјално со документи. Со ова решение што ги издаде Министерството за здравство. Почитувани граѓани, она исто Министерство за здравство, на кое што градоначалникот Маријан Ристевски му додели Цветоноемвриска награда, тоа Министерство за здравство спроведе постапка за акредитација и болницата во Прилеп со таа акредитација дојде на најниското можно ниво. На четврто најниско ниво на пружање на здравствена заштита. Да ве потсетам, во Република Македонија се пружа здравствена заштита на 4 нива. Првото, највисоко ниво, тоа е клиниките во Скопје, каде што се пружа здравствена заштита на највисоко ниво. Понатаму, клиничките болници, второ ниво на здравствена заштита, во Битола, Штип и Тетово. Трето ниво на пружање здравствена заштита, тоа се регионалните болници, како што се во Куманово, Струмица, Велес, Струга и Охрид. Пазите, Струга и Охрид, 15 километри се раздалечени едни од други, а имаат две регионални болници. И четврто најниско ниво на пружање здравствена заштита, каде што се Кичево, Кавадарци, Кочани и се мислете Прилеп. Прилеп падна на најниско ниво на пружање на здравствена заштита, што е недозволиво во денешни услови тоа да има Прилеп. Највиновни и најодговорни за тоа што прилепското здравство допре до дното е никој друг, туку раководството на ВМРО ДПМНЕ, градоначалникот Маријан Ристевски, кои поставија некомпетентни лица и луѓе кои немаат капацитет да ја водат болницата во Прилеп. СДСМ од Прилеп, преку неколку пресконференции, најдобронамерно укажуваше дека кадровските решенија во болницата се погрешни и дека стоматолози не можат да ја водат болницата. Се занимаваа само со периферни работи, а суштинските работи ги занемаруваат. За жал, градоначалникот Ристевски и раководството на ВМРО ДПМНЕ беа глуви на тие наши добронамерни укажувања и не враќаа во минатото, место да зборуваме за сегашноста за здравството во Прилеп. Казната за лошото раководење и спроведена здравствена и кадровска политика на ВМРО ДПМНЕ стигна. Што уште пострашно, казната ја плаќаме сите ние граѓани на Прилеп и Прилепската општина. Прилеп и граѓаните на Прилеп не заслужуваат да имаат ваква болница. Што значи тоа за граѓаните? Некои интервенции и операции што се вршат сега, во иднина, граѓаните ќе бидат приморани да одаат во Битола, во болницата, во клиничката болница во Битола, и тоа замислете на свој трошок. Болницата во Прилеп со кадарот и опремата што ја има, заслужува да биде на повисоко ниво од ова што е сега замислено и да пружа здравствена заштита адекватно спрема кадарот и опремата што има. СДСМ, како сериозна политичка партија, нема да дозволи власта да се поигрува со здравието и животите на граѓаните. Затоа повторувам, апелирам до раководството на ВМРО ДПМНЕ од градот, градоначалникот Маријан Ристевски, пратениците во Собранието на Република Македонија од нашиот град и министрите од нашиот град да се ангажираат и да се заложат максимално да се исправи оваа неправда што е нанесена на болницата во Прилеп, неправдата спрема докторите и сите здравствени работници во нашиот град, а особено неправдата нанесена спрема граѓаните на Прилеп и општина Прилеп. 30.000 гласа, зар не беа доволни, господин градоначалник, да им кажете подобра здравствена услуга на овие наши граѓани? А вас, почитувани новинари, ве замолувам да не дозволите да помине ова незабележано. А телевизија Визија ја повикувам да направи наитно дебатна емисија за ова со именентни доктори од нашиот град, затоа што овака не сме да остане понатаму.
Се надеваме дека оваа наша иницијатива на крајот ќе резултира со враќање на нивото на Прилепската болница што го заслужува и ќе биде на општо задоволство на граѓаните на општина Прилеп и регионот.